Министерот Владо Мисајловски истакна дека над 50% од раководните позиции во Министерството за одбрана ги држат жени, а нивниот број во армијата постојано расте. Македонија има и женски персонал во сите мировни мисии. Председателката Гордана Силјановска-Давкова нагласи дека и по 25 години од резолуцијата 1325 на Обединетите нации, жените се уште се малку застапени во мировните процеси и повика на поголема вклученост и вистинска родова рамноправност. Во недела ќе се одржи вториот круг од локалните избори во 32 општини и во град Скопје, а право на глас имаат над 1 милион граѓани. Болни, изнемоштени и лица во притвор гласаат утре. Изборите ќе ги следат речиси 1600 наблюдувачи. Народниот правобранител ќе обезбеди бесплатна линија и отворени канцеларии низ државата за пријави на евентуални прекршувања на избирачките права. Од крајот на ноември, граѓаните ќе можат да ги земаат лековите еноксапарин и надропарин на рецепт во аптеките. Директорот на Фондот за здравствено осигурување, Сашо Клековски, соопшти дека овие антикоагуланси досега биле достапни само преку болничката листа, а пациентите морале да бараат рефундација. Новата мерка ќе овозможи полесен пристап до терапијата и поедноставена процедура. Исто така Фондот за здравствено осигурување започна преоценување на критериумите за бесплатно осигурување, бидејќи многу лица без пријавени приходи користат здравствени услуги, а дел од нив работат неформално или живеат во странство. Директорот Сашо Клековски вели дека тоа му нанесува штета на фондот и на системот за капитација. Работна група со повеќе институции ќе спроведе контроли за да се спречат злоупотреби и да се зајакне правичноста во системот. Српски државјанин е фатен на граничниот премин Табановце додека се обидувал да прошверцува речиси 130 кг марихуана скриени во 14 торби во камион со словенечки таблички. Царинските службеници ја откриле дрогата при претрес на возилото, а основното јавно обвинителство во Куманово побара притвор за осомничениот. Грција од 2026 година ќе воведе доброволна воена служба за жени, најави министерот за одбрана Никос Дендијас. Новиот модел ќе почне пилотски со 100 до 150 доброволки и има цел да ја зголеми родовата еднаквост и модернизацијата на армијата. Жените веќе се дел од вооружените сили, но овој систем ќе овозможи нивна поголема и рамноправна интеграција во редовниот воен кадар. По серија инциденти и антимигрантски напади во Подгорица, Црна Гора повторно воведе визи за државјаните на Турција. Одлуката следи потепачка во која беше ранет еден граѓанин, а уапсени се тројца азербејџанци и еден турчин. На улиците се појавија слогани со говор на омраза, што ја поттикна владата да заостри мерки кон странците и да воведе построги правила за престој и инвестирање. Унгарскиот премиер Виктор Орбан на 7 ноември во Вашингтон ќе се сретне со американскиот председател Доналд Трамп за да побара исклучоци од санкциите кон Русија во областа на енергетиката. Тој ќе објасни дека Унгарија, како земја без излез на море, зависи од нафтоводи и гасоводи и дека санкциите ја загрозуваат нејзината енергетска стабилност. Новиот пакет американски мерки против руските компании стапува во сила на 21 ноември. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека сад веднаш започнуваат нуклеарни тестови, што, според финскиот весник Helsingin Sanomat, е порака до Русија. Изјавата доаѓа по најавата на Владимир Путин дека Русија успешно го тестирала подводното торпедо Посејдон и ракетата Буревесник со нуклеарен погон. Креми оцени дека изјавата на Трамп е политичка, а аналитичарите предупредуваат на нова етапа на нуклеарно надметување меѓу двете сили. Кинескиот министер за одбрана Донг Џун во Малезија изјави дека повторното обединување на Кина и Тајван е незапирлив тренд на историјата и ја предупреди Америка да внимава на своите постапки. Неговиот американски колега Пит Хексет одговори дека САД ќе продолжат да ги бранат своите интереси во Индопацификот. Средбата следеше по разговорот меѓу Си Џинпинг и Доналд Трамп во Јужна Кореја, без напредок во трговските прашања, додека Тајван повтори дека ќе се спротивстави на секоја форма на присилно обединување. Македонската филхармонија уште еднаш докажа дека нашите уметници се рамноправен дел од светската културна сцена. Во чест на својот 80 годишен јубилеј, оркестарот одржа импресивен концерт во Златната сала на Музикферајн во Виена, место каде настапуваат најреномираните оркестри и диригенти во светот. Со маестрална изведба, полна емоција и прецизност, македонските музичари ја освоија публиката во градот кој е символ на класичната музика. Овој настап, под диригентство на Јерухам Шаровски и со блескавите солисти Ана и Игор Дурловски, ја прикажа уметничката зрелост и интернационалниот потенцијал на македонската музичка сцена. Репертоарот што ги спои делата на Глигор Смокварски, Бете Илинг и традиционалните македонски песни во аранжман на Сони Петровски беше пречекан со долготрајни аплаузи и стоечки овации.
Настапот во Виена е силна потврда дека македонските уметници можат рамноправно да стојат на најголемите светски сцени, носејќи ја својата култура и талент со гордост. Со поддршка од Електродистрибуција на Македонија, која континуирано инвестира во културни проекти, овој концерт ја представи земјата како извор на креативност, уметнички интегритет и светска вредност. Настапот на Македонската филхармонија во Виена е повеќе од концерт. Тоа е символ на успех, истрајност и доказ дека уметноста е универзален јазик што ги поврзува народите. Виена го слушаше гласот на Македонија, а тој одекна со сила, гордост и извонредност.